Узбекистанскиот председател Ислам Каримов почина, вели Турција, и покрај тоа што узбекистанската влада не ја потврди оваа изјава. Каримов, кој бил на власт од 1989 година, беше однесен во болница во текот на изминатата недела, откако претрпел мозочен удар. За сега нема информација кој ќе биде наследникот на чело на државата. Најмалку 12 лица загинаа, околу 50 беа повредени во бомбашки напад на окружен суд во северно-западниот дел на Пакистан. Нападјачот фрлил рачна граната пред да истрча во судот и да го активира експлозивниот појас. Во текот на денот, 4 бомбаши самоубици нападнаа и христијанска населба. Според соопштение од војската, нападјачите кои имале појаси со експлозив и носеле оружје, учествувале во престрелка со безбедносните сили при што биле убиени. Двата напади се случија во провинцијата Кибер Пантуква, а одговорноста за нападите ја презеде талибанската Џаматул Ахрар. Сојузната држава Флорида е зафатена од ураганот Хермина, кој со себе донесе обилен дожд и ветер и предизвика огромна материјална штета. За сега нема случаи на загинати. Во местото Талахаси околу 100.000 домови останале без електрична енергија. Центарот на бурата се пренасочува кон Јужна и Северна Каролина и долж источниот брег на САД, со потенцијални обилни дождови и катастрофални поплави. Последен пат кога ураган ја зафати сојузната држава Флорида беше во 2005 година, при што животот го загубија 5 лица. Сопругата на републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп, Меланија Трамп, поднесе тужба против британскиот весник Daily Mail како еден блогер за клевета. Потенцијално идната прва дама на САД ја поднесе тужбата поради тврдењето дека кога првпат дошла во Њујорк била ангажирана како сексуална работничка. Незиниот адвокат ги отфрла таквите тврдења, инсистирајќи дека станува збор за лаги и измислици.